Zato što znam дека во писателите да справяте на крај стагаме во ситуација да не чуеме нешто што мислам дека е како е важно. Трите развојните програми што беа прва точка реше следат поставляваат тут плюс причина, што леапот моја погледа, кажа следните колегите, што представа како представа и така натаму, ќе кажам што јас го видам од моја страна. И тоа што фактички тука имаме цела на фактичка состојба во општина Титула, градна Титула и општина Титула, добро изработено, добро даден увид на ситуација што се случувало минатите години. И туку сваza на тоа да се гледаме што се е направено, односно не направено во општина. Мислам дека оттаму предизвикувајќи се такви мисли, убаво се кажани, и кои што ние да би оставаме генерации и они што бидат современици тоа да го спроведат, да се затрашиме стрита зашто ништо од тоа не е спроведено минатите години. Што е ова власт овде 11 години, значи се чудам зашто секи го оставиме во пакет на едните генерации. Чај што не се донесал лејат, туку ништо не се направило, туку се остана на папа и да оставате да жи. И тоа нешто мене ме прави вака да се чудам на сето тоа и си викам како сите други дека остават да сето тоа најдеш. Прво, за мене загрижува фактот, почитувани колеги, дека канализационната мрежа на општина Битола е во состојба како што е супер опишана програма. Значи, имаме канализационна мрежа, ето просто ќе кажам само еден сегмент од купува да го коментирам тоа ќе ви еден ден. Значи, ден денес немаме дочистителна станица, знаете да сами, немаме ништо сработено, значи се оди во реката Драго и во Црна, на десната реката Црна. И сите испитувања кои што се прават се јасни, кажуваат дека Драго е Црна река, е мртва река, истото важи скоро и за Црна река, значи нема жив свет. Што се однесува до почвата и подземните води, исто бележат огромно загадување, како резултат на се оно што е загадување почва во воздух, односно се оно што не е направено доста. И ние ќе кажеме дека живееме во една навистина супер еколошка средина во општината, каде што досега ама баш ништо не се направило. Значи ништо не се направило. Замислете, имаме само 30% издвојување на просветска канализационна мрежа досега и тоа се стои од памтивек и до ден денес е така. Значи ништо не е направено во таа насока. Немаме пречистување на индустријските објекти. Значи се си оди во општото загадување. И видите, посредствено мисечениците, што живееме с 300 инаку, посредствено сите временски непогоди, на кои што држава да кажа не бива власта, бива власта што се стресираме од поплави, што за жал ставе климатски промени, се баве да имаме падени дождови дека натаму, тие поплави можат да не однесат. Токму затоа што немаме избројување на атмосферски канализационна мрежа. Не сте почитувани колеги дали приметивте во леапот и да се още имаме населби во градот, кои што не се приклучени на канализационна мрежа, туку има избројување на фекалната канализација, како што е просмирувано и така натаму. Значи, сето тоа и тоа како буди очи, читајте го леапот, ако не сме знаеле, имаме шанса да го знаеме. Дека имаме стара, руинирана канализационна мрежа од памтен век, значи правена, која што затоа водопроводна мрежа која чисто прави значи карпари, значи имаме дефекти, па наново се купа, сето тоа кошта и имаме опасности од мешање на канализационна отпадна со водопроводна мрежа. И ние си седиме тука како се дебали, се однесуваме и кажуваме се донесе леапот, одлично ще донесе леапот. Меѓутоа ще да се донесе леапот, трябваше да се води сметка догаде и состојбата во општина Битола. Затоа што гледаме дека е до никаде дадена состојбата во општина Битола. Односно, пред ова општина за жал стојат огромни напори кои што видне некој треба да ги понесе и се надевам дека идната локална власт ќе почне сериозно да размислува каде ќе ги инвестира парите од буџетот и да ги решава овие социјални проблеми во општината кои што останаа наталожени. Јас само заради тоа сакам да поставам во донесување на
наистина се ангажира максимално и ни даде една слика за общите. Валя, че